ова работа како што го гледате го работел порано татко ми. Исто така пред татко ми имал исто така бојаджија бил, еден Љупчо Бојаджиеви беа тие порано. Исто и тој беше бојаджија. Што знае татко ми, што ми кажуваше, што ми раскажуваше, овој дуќан постои на 120 години и више, као бојаджија, што не е сменето уопште. Се наоѓаме во старата Скопска чаршија, во еден од најстарите и први работилница за боење со господин Екрем. Здраво. Здраво. Како сте? Добре. Колку години го работите овој занат? Као прве ве поздравам вака што имате мерки да снимате во старата Скопска чаршија, да е убаво што се интересирате за наеџите во старата Скопска чаршија. Во старата Скопска чаршија се занимавам јас, скоро да ти кажам, јас сум бил како дете тука, како ученик, па после станав како чирак, па после како калфа. Што значи калфа за тие што не знаат? Ја ќе ви кажам. Ова е пример, ова е бојажилница во старата Скопска чаршија Хембој, што ние вршиме фарбање на секакви видови материјали, пример волнени работи, платнени работи, свилени работи, памучни работи, такви работи ние вршиме овдека фарбање. Ние постоиме ова работа како што го гледате го работел порано татко ми. Исто така пред татко ми имал исто така бојаджија бил, еден Љупчо Бојаджиеви беа тие порано, и тие исто така го држа. Татко ми беше како дете тука од 7 години. Он работеше тука како чирак. Во самата иста работилница, да. И сега татко ми скоро има 83-4 години, он веќе не е на овој свет. Исто така и пред тој Љупчо што кажуваше татко ми, исто и тој беше бојаджија. Што знае татко ми, што ми кажуваше, што ми раскажуваше, овој дуќан постои на 120 години и више, као бојаджија, што не е сменето уопште. Иначе во старата Скопска овдека во чаршија се сменили многу занаети, многу, али во овој дуќан не е сменено ништо. Можеме да гарантирам дека на 120 години, што ми објаснуваше татко ми, а скоро јас 50 години, исто така и татко ми 5-6 години работеше тука како до почина, работеше тука, и сега јас исто така 50 години работам тука. Први работев као ученик. Отвори врата, затвори врата, иди купи тоа, купи како чирак. Така, после станав чирак, ако почнав да примам нешто роба, откако почнав да служам миштири, тогаш па после влегов откако чирак, влегов нате во работница, пошто тука ми е работницата, иначе занаетот е многу тежок. Татко као татко не ми дозволяваше да го работам овој занает, пошто многу беше тежок. Се работеше на голема температура, со топла вода, со хемикали, така, и не сакаше да ме остави, али проблемот кога влегов во работница, почнав да видам како се работи, што се работи, и видов дека овој занает ми лежи на душа, на срце. И влегов пополека, го гледам татко ми како работи, исто како ги комбинира боите, како ги раствара боите, како ги меша лиштата, ми беше интересно. И пополека почнав откако ги фарбаше татко ми, јас му помагав да ги вадим од казан, ги перевме со ладна вода, да ги оладиме, да ги переме лиштата. Од таму после пополека почнав да се качам, да мешам јас роба исто така као татко ми. Го наследив да работам со фарбање, со тој занает. Од тогаш после почнав со боите да се занимава. Иначе со боите малку е поспецифично, потешко беше работата, пошто требаше да се комбинират боите, се комбинират нијансите на бој, од една боја во друга боја, да се добиват нијансите, пример, може да се става пример од 1 грам до 50 грама за едно кило роба. И сега јас требаше да знам, а татко ми ме учеше да нијансите на бој, пример, ако сакаш ваква боја, ќе ставиш толку боја, ако сакаш ваква боја, ќе ставиш. И така, и уште денеска јас го работам. Сега имам 58 години јас, исто така, имам 2 сина, па тој поголемиот син исто така гледам, и он има љубов во ова работа, исто така. Не е работата што било порано, имаше многу работа.
Много интересно беше. Имаше повише волнени работи, имаше од села ми доаѓаше, пуно мишири ми дојда. Али сега вуната веќе, да кажам, да кај 100% е изгубено, нема више со вунени работи. Сега се занимаваме со текстилни работи, пример, со мајци, панталони, Што јакни. највеќе бараат? Што носат највеќе? Највеќе барат сега овие текстилните работи, што се пример мајци, фармеки, блузи, дуктери, тие се обелуваат од сонце, од детерженти, од знаеш, им се расипува боите и сега ги носат тука, ги мија, им ги фарбам, или па нешто со хемикали, со детерженти ги расипуваат, му се обелуваат и јас тие им поправувам. Има некоја мишикер, што има некоја љубена мајца, пример, или блуза, или панталони, што не сака да отфрли. И му стои добро и носи кај нас, им го менјаме нијансата на боја, или го освежува таа боја, му го поправиме, еве како што гледате сега, има пуно овдека роба, што сме примиле и што ги фарбаме, што се со дефекти, што се од детерженти, од сонце, што се расипани. Дали има разлика помеѓу фарбање на кожа и фарбање на текстил? Дали процесот е различен? Процесот на сите текстилни работи е различен, не е еден процес. Да земеме пример сега, вуната се фарба со друга технологија, друг процес на фарбање. Памучните работи се фарбат на друг процес на фарбање. Свилените работи се работат на друг процес на фарбање. И иначе сега почнавме и со кождени работи да се занимаваме, пример со кождени јакни, мантили, ташни, патики, кондри, што има такви работи, исто така. Тоа е па друг процес на фарбање. Не е еднаков процесот. Друга волната има други хемикали што се става во, вунената боја е друга, памушната боја е друга, пошто тоа е директно, не се работат со такви комбинации. Што треба на еден човек за да стане занаетчија? Да стане занаетчија, тоа е многу убаво да биде човек, да има некој занает, без обзира. Како што гледаме сега, порано беше многу, зашто да се враќаме пак назад, беше поинтересно, пошто доаѓале многу родители, многу татковци, многу деца се интересира да работат, да земат некој занает. Ако гледаме денеска нема чираци, нема ученици, нема, идат се на образование на школа, да учат да бидат, пример, администратори или директори или без доктори или без сите доктори не може нека биде доктор, ама нека биде и занаетчија, ме разбираш? Да не остане да зема некој занает, да не останат без занаети. Иначе гледам дека во старата Скопска чаршија порано, зборам за пред 35-40 години, беше многу интересно. Чаршијата се отвараше у 6, 5 и пол, 6 се отвараше рано, а денеска се отвара у 9-10 сати се отвара. Порано кога доаѓавме во дуќан, ние у 5 и пол доаѓавме, миширите чекат пред врата, а денеска нема више. Нема пред 11, нема жив човек. Колкава е разликата порано и сега? Порано беше поинтересно, беше по стари дуќани беа, имаше пуно занаечи, имаше порано имаше папуџи, имаше кунраџи, имаше крпачи, имаше златари, имаше што работат филиграмчиња, имаше многу занаети, ковачи имаше, бравари, лимари имаше. Денеска нема ни еден занает. Освен што да ти кажам сега, не знам, Боже доја, што сум останала единствено ми е тука со овој занает. Уште некој што има тука филиграмчи што работат, овој некои колеги тука комши што ми се, и ама веќе кај 95% нема занаетчи во старата Скопска чаршија. Сите отидоа на трговија, сите отидоа на бизнис. Кажете ми за чираството. Дали сега се има нови генерации што се интересираат да бидат чираци, или пак едноставно да дојдат и да научат за процесот на преработка, фарбање на текстил? Јас овде како бојач ја зборувам, опште без обзира, ја ги гледам и комшите тука се жалат. Нема секој си го држи својата работа, ме секаш. Не е веќе, сега барат сите дуќанџи, барат чираци да ги научат, за да ги наследат, пошто нема веќе, ме секаш. Животот дошол многу тежок,
многу тежок животот. Работа не кажувам дека нема, работа има, него проблемот што се големите трошкови од другата страна. Сегаш, придонесите, давачките се многу големи. Пример струјата, јас тука работам, сега работам со нафта, не разбираш, што го фарбам. Нафтата ми е исто така скапо, струјата ми е скапо. Кога доаѓам да ги покривам тие трошкови, многу тешко ми е. А државата треба да земе исто така малку мерки. Треба да земе мерки во старата скопска чашија, пошто многу интересно е чашијата и многу интересно беше, не требаше да им дозволява да затварат тие занаети што беа. Требаше да им помогне било како на некој начин државата. Дава субвенции, дава на погрешни места. Треба да најде кај да дава субвенции. Така. Иначе ми барат субвенции да земеме пример машини овато. Ја не можам, ја треба субвенции, ми треба да ги покриеме давачките тука. На многу дуќанџи им треба пример да им помогне на занаеđи што има, што не може да ги покрија трошкови. Он работи денеска, ама не може да покрие трошкови и доаѓа денот. Државата барем да му олесни некако. Сега сме во вашата работилница. Ова е како што гледате, ова е работилница. Ова е таа пример работилница што ги гледате пример овие што рековме вунени работи, што се фарбани од бело у црно. Пример како што гледате ова, гледаш. Има капути, джемпери, има памучни работи, пример јакни што ви кажав дека ги фарбаме како што гледате. А иначе ова се работи сферачно се работи тука. Се фарба сферачно, се мешат алиштата сферачно. Тука ми е казанот како може да го снимате, да го видите казанот како изгледа. Овие се казаните. Како што е, ова е казанот. Имаме 3 казани, порано сум имал 4, пошто сум имал повише работа. Ова е казанот од бакар, го пуниме со вода, пример до горе. Зошто баш од бакар? Зошто бакарот многу брзо се грее и многу брзо се лади. Кога го палиме, многу брзо се грее бакарот и кога го гасиме, многу брзо, иначе иде над 100 степени температурата тука. Многу врие, не во моментот немаме, тоа ми е денот, не имаме одредени денови што фарбаме, иначе не фарбаме секој ден. Треба пример да доаѓате некој ден ако сте слободни да видите како е. Иначе ова се пуни се со пареа, не со топло, ова и така голема температура е тука. Порано сум го стигнал тоа со угар, сме го грееле со кумур пример. Сме го грееле казанот, сега го грееме со нафта. Го пуниме со ово, имаме 1, 2, 3 казана, сме имали и 4 поголеми, зависи колку роба имаме и тоа ги пуниме. Пример, ако има над, пример, овој казан ми е до 10 кила роба, овој другиот ми е до 20 кила, тој ми е до 30-35 кила, а имав еден казан до 50 кила роба. Иначе порано имаше и амболи, се пунеа казаните, сега не се пунат. Со овакви текстилни работи се занимавам, со некои ситни работи. Ви благодарам многу што одвоивте време да ни ги објасните нели целиот овој процес на правење, на фарбање на текстил и околу нели вашиот занает. Фала и за вие што дојдовте да се интересирате за старите занаети.